Во продолжение до 8 часот на уште една важна тема, остануваме на тема здравство. Почна процесот на рехабилитација на повредените од кочани. Во обука на нашите лекари учествуваше тим од Велика Британија, тим професионалци кои изминатиот период проведоа интензивни обуки за физикална, но и за психолошка рехабилитација на пациентите. Изминативе денови и по социјалните мрежи и по медиумите можевме да слушнеме и одредена реакција на пациентите во однос на условите во болниците или недостатокот на помагала за рехабилитација, но сите до еден служни дека медицинскиот персонал кој што е на располагање и поддршка апсолутно им е тука 24/7 за се што им е потребно. Како тече процесот на рехабилитација, но и што воопшто значи живот на пациент со изгореници? Наредниве минути во Македонија наутро разговараме со директорката на клиниката за реконструктивна и пластична хирургија, доктор Јасмина Ѓурѓиевска-Павловска. Добре ни дојдовте. Добре најдовме, добро утро на сите, добро утро на сите гледачи. Благодарам и за поканата. Како што рековте, 24/7, јас и дури во една реченица реков и 25/7, пошто не само јас како дел од целиот тим на пластична хирургија и сите други доктори кои што сме инволвирани со лекување на децата кои што се веќе повредени и кои што се враќаат од странство, значи сме нон-стоп на линија да може нивните прашања, нивните дилеми да ги разјаснуваме како што оди и текот на лекувањето. Ајде да почнеме со бројките, со она што го знаеме последно. Последната информација пристигна минатата недела дека имаме 11 пациенти на лекување во странство, неколку на клиниките во Скопје, останатите на домашно лекување. Какви се последните статистики? Се уште е иста бројката, веќе од оваа недела ќе се враќаат еден или двајца плюс, кои што ќе треба секако да ги примиме. Таков е протоколот направен уште од почетокот на ова трагедија, да секој пациент од каде што отишол надвор, од која установа излегол надвор да се лекува, се враќа назад во истата установа, да биде повторно прегледан од тимот на лекари, па потоа се пуштаат на домашно лекување. Во Кочанската болница исто така се лекуваат и голем број на пациенти на дневна основа. Пациентите се жалеа на недостигот на услови за рехабилитација, но кажавме и во најавата, но не и на посветеноста на лекарите, кои сепак се и малку во однос на бројот на пациенти на кои им е потребна помош. Има ли начин како да се набави се што е неопходно, од помагала до гази за преврска? За гази, пошто одиме ние редовно во Кочани, по потреба, и тим на лекари беше минатата недела 3 дена за евалуација, така и беа прегледувани тие пациенти кои што имаа потреба за преглед. За тоа што им е потребно, во моментот го имаат. Кога ние одиме како тим, исто носиме све што мислиме дека може би ќе е потребно, така да мислам дека не недостасува ништо од смисол на гази, преврзочен материјал, тоа што пластична хирургија треба да го покрие, тој дел. За физикална терапија имавме обука и дел од нас, од пластична хирургија. Колку што сум запозната, исто тимови од физикална терапија одат да помогнат во Кочани за физикална рехабилитација и дека тие деца имаат и некоја донација која што им е дадена од СЗО и од UK Med да не почнат со активностите, односно активните движења на рацете. Доста од нив беа вратени, да не кажам најголем процент, со веќе почната физикална терапија и раздвижени, но потешките пациенти, каде што беа со пасивни движења, се вратени со делумни, да кажам, рехабилитирани движења на шаката и кај нив активно се работи. И гледаме, не кажам, од ден на ден, од саат на саат, подобрување кај сите од нив. Секако дека ова ќе треба тимска работа, не само тимска работа од докторите, него тимска работа и од самите пациенти и од нивните фамилии, пошто нема да може ние сами, како доктори, да им ја пренесеме нашето знаење и нашата едукација према нив, како они и во домашни услови треба да ја спроведуваат негата и физикалната терапија, пошто физикална терапија не значи пола саат во институција. Значи тоа значи исто 24/7. Ја дори некој пат им викам, дури спиете, сонувајте дека вежбате.
ќе го продискутираме подоцна и моментот на работа дома. Во меѓувреме Супорт куќа ни мислам дека извади неколку фотографии на дел од пациентите кои што се со полесни повреди и кои што навистина изгледаат вознемирувачки. Знаеме дека животот на пациентите со повреди веќе нема да биде ист каков што бил. На тоа сме свесни и ние и тие. Но кој е процесот, да речеме, од почетокот на рехабилитацијата, кога би можеле барем еве полесните пациенти да почнат да ги извршуваат секојдневните обврски, да се вратат на некаква секојдневна животна рутина? Можам да кажам дека тие најлесните кои што беа, а доколку немаат потреба од секојдневна физикална рехабилитација во центрите, мислам дека полека можат да се враќаат на работните обврски. Има и деца кои што треба и во школа да одат. Мислам дека таа социјализација со своите соврсници, ученици, дека мислам дека и доста ќе им помогне во секојдневието, пошто ќе почнат да го имаат регуларниот тек на својот живот, че нема да биде станувањето или гнувањето само со да кажам повредата и лекувањето на рани кои што веќе ги нема, него на лузните. Значи тоа треба да напоменам дека секоја рана, па не само опекотината, треба време за нејзино заздравување. Кај опекотините е малце подразлична патофизиологијата на заздравување и понатамошниот тек на лекување, пошто кај нив дел од кожата веќе не е тој истиот квалитет како што бил предходно. Кај нив ќе треба секојдневно да имаат хидрирачки креми на рацете кои што ќе ги нанесуваат неколку пати на ден. Кај доста од нив ќе треба, значи нека мислам дека околу 50 на 60 на деца кои што ќе добијат компресивни ракавици, со тоа ќе се намалуваат и лузните кои што може би настанале и би биле во полоша варијанта ако не се носат тие компресивни ракавици. Значи за све што треба ние сме тука и сме во тек. Сега клиника за пластична хирургија, тоа неколку пати го напоменав, PRP, односно плазма со плазма збогатена со тромбоцити. Значи кај секој од нив кои што сакаат и кои што не им даваме индикација, сите можат да дојдат да бидат избоцкани за да може да ја добијат таа терапија, за да лузните и се намалат и нивната видливост е понамалена. Значи доаѓа до побрзо заздравување и лекување на лузните. Тоа е вампирскиот третман, народски кажано, така и они го знаат на почетокот. Многу од нив беа како со прашалници кога кажавме да и помага, пошто веќе имаме серија од пациенти кои што први почнаа и веќе се на нивни четврти третман, навистина има избелување на тие црвени островца кои што се од изгорениците и се надевам дека и понатаму ќе соработуваат и ќе бидат дел од нас, со нас заедно, за да може сето тоа да го сведеме на најминимум. Се уште немаме високи температури, но за недела-две се очекува стабилизација на времето и многу сонце. Што значи тоа во однос на пациентите? Еве, споменавме претходно што би им го отежнало животот, како треба да се негуваат и во домашни услови околу хидратантната крема и слично, меѓутоа топлото време носи дополнителни предизвици за овие пациенти. Сме ли пациенти со изгореници да се изложува на сонце? Не. Значи, и сите ние не треба да се изложуваме на сонце кога е најтопло, но кај нив годинава летото ќе биде повеќе од ноќна, да кажам, утринска и попладневни движења, пошто или пак оние ако се изложат на сонце ќе треба да бидат покриени и со заштитни фактори за таа кожа да не пигментира. Таа е млада и нежна кожа. Ние како не само за изгоретините, него за секоја лузна, за секоја операција која што не е постара од година дена, не им кажуваме да не ја изложуваат на сонце. Ради тоа што таа понежна кожа и брзо пигментира и тука настануваат тие, да кажам, разлики после во бојата, колоритетот на кожата.
убаво е, значи, да кажам на сите, доколку може да не излегуваат летно време, на тие топли и високи температури, да се поштедат барем една година, па ќе видиме како они ќе напредуваат со заздравувањето за до година, па така ќе даваме и препораки за наредното лето. Но ова лето најубаво би било да биде повеќе на планина и утрински или попладневни излегувања од дома. Голем дел од пациентите не само што претрпеа траума физичка и психолошка, претрпеа и сериозна промена на изгледот. Тоа е предизвик кој што е исто така долготраен и во кој што верувам голема улога играте не само вие докторите, туку и семејството, и групите за поддршка, и општеството. Како можеме да ги поддржиме, како можеме да им се најдеме на граѓаните, што е она што треба да го направиме како општество во периодот, во процесот на прифаќање и интеграција на нашите сограѓани? Ние секојдневно како што доаѓаат они така, што реков, е тимска работа, заедничка, не само ние пластика, него и фамилиите, и децата, и психолозите, психијатрите, сите заедно, физикалната терапија. Значи, ќе бидеме долгорочно ангажирани и затоа треба тоа трпение да го имаме сите заедно. Не само одредени луѓе, ќе треба психолошки, значи, прво од стресот кој што они го имале во тој период кога доста од нив не се ни сеќаваат како излегле или како поминале низ сето тоа, да можат да го надживеат за да може да продолжат и понатаму. Ние сме тука, разговараме, колку што знаеме ние како пластични хирурзи стручно, кај повеќето од нив, значи повеќе се рацете, најголемиот дел со подлабоките изгоретени, помалку се и на лице со длабоки изгоретени, но сепак се уште се тука тие видливи, не се лузни, но млада нежна кожа која што е различна боја од нормалната кожа. Треба време, значи ќе кажам и сите сограѓани нивни, и сите колеги или ученици кои што заедно се во училница, да бидат дел од тимот на поддршка на сите пациенти, ради тоа што никој не знаеме за друг ден кој би можело да биде исто дел од нашиот живот за да ни помогне во некоја различна ситуација. Оваа трагедија ја актуализираше темата за недостиг на персонал во сите алки од здравствената заштита. Колку во моментов и од кои профили е потребен кадар на клиниката за реконструктивна и пластична хирургија? Го видов прилогот сега дека и во Охрица вработуваат и кај мене ќе се вработат за брзо време специјализанти, помлади, кои што се на приватна специјализација и ќе бидат дел од нашиот, да кажам, работен тим кој што ќе биде од пластична хирургија. Сите се наши, да кажам, сите се мои, ја така се ги викам. Значи, најмногу ни е потребно среден медицински персонал и болничари кои што се потребни за соодветната нега на овие пациенти. Ние ги имаме во моментот, да кажам, релативно доволно, но сепак и барањата и потребите се малце за поголема бројка, ако може, за да може да бидеме доволно екипирани. И не можеме да не прашаме никаде на крајот на разговорот покрај тоа што на повредените наши сограѓани им е потребна психолошка поддршка. Се почесто и гласно говорат и докторите и целиот медицински персонал кој што е ви во кучани во моментов работи со нив на дневна рехабилитација, дека по сите приказни што ги слушаат, по сето она што го гледаат во текот на денот, дел од нив земаат боледување, дел од нив не се чувствуваат добро. Се мисли и на психолошката поддршка, претпоставувам, на вашите колеги таму. Да, психолошка поддршка треба на сите. Ние ја даваме, а никој пат не сме добиле назад за возврат, да кажам, дел од таа психолошка поддршка. За некој што е потребен на пластична хирургија, можам да кажам дека сме добро се држиме, само што ни е потребен е одмор малку, за да може да излеземе од секојдневието, да може да се ресетираме на некој начин.
ние разговараме меѓу себе, секој утрински состанок разговараме кои се и последиците, ги презентираме и тие случаи. И тука мислам дека и помага како една мала групна терапија од Сабајле имаме сите, заеднички како тим, за да може да понатаму и продолжиме. Психолошката поддршка ќе ни биде потребна на сите, како на пациенти, како фамилија, така и на доктори, пошто сепак ова беше трагедија за сите нас. Значи, и најобичниот граѓанин кој што не учествува во ништо од ова, освен што слуша, сепак е непријатно. И бројката, и моментот, и све. Полека, мислам, заеднички сите ќе можеме да го надминеме овој така наречен и проблем на сите нас. И во една минута на крај, што научивме сите заедно, не само како здравствен систем, туку и сите заедно. Некако, за жал, морам ова да го кажам, кога ни се случуваат вакви работи, покажуваме голема организираност, покажуваме навистина солидарност, човечност, солидарност. Ве прашувам чисто и како човек, што научивме и дали научивме како понатака после сето ова што ни се случи? За сега мислам дека навистина сите се тука, што и бев изненадена дека и тие што не беа воопшто инволвирани институции беа околу нас. И помагаат и ќе помагаат за воиднина, дека ние се уште имаме срце, дека се уште сме луѓе, дека се уште се сакаме меѓу себе заради и затоа е дадено таков максимум за да може да се добијат овие одлични резултати, да кажам, и на лекување, и на рехабилитации, и на посттравматските сега промени кои што ќе ги имаат, за да може заеднички да делуваме како тим. Го спомнавте одморот, благодариме, да, го спомнавте одморот, потрудите се малку и да одморите, бидејќи и викендов работевте, бевте меѓу студентите. Благодарим. Благодарам.